Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро дојдовте. Ново издание на вашата емисија Агроспектар, емисија која што ве информира и едуцира. Редовно ги обработуваме актуелните теми од аграрот во оваа емисија, а целта, како што реков, е да ве информираме и едуцираме. Земјоделските работи веќе се завршени или лозарите ќе почнат нова производствена реколта со стартот на резидбата на виновата лоза. Тие со резидба започнуваат многу порано или при крај на годината. Дали треба тоа да се врши сега или не, од стручен аспект, ќе проговориме во некои од наредните емисии. Меѓутоа, вечерва во емисијата ќе направиме осврт на временската состојба, одразот на времето врз земјоделското производство, секако и состојбите во аграрот, а тема на вечерашнава емисија е користењето на зеолити, нивната употреба и бенефитот кој што може да се добие од користењето. Со нас е професор доктор Ристо Вучков, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И јас морам да ви кажам да секогаш кога имаме подолго време сме заедно со емисиите, овертирата која давате, тоа од новинарски аспект, сондажата комплетно за тие состојби во аграрот, ја давате во правата смисла на зборот, бидејќи јас сум секојдневно во тој аграр и тоа што го вие доловувате, дали задоволство, незадоволство, инкорпорација на политика или други незадоволства, омалуважување на производот, тука сме секогаш со една вистинска состојба која опишуваме, во која се наоѓа земјоделското производство. Пропагањето на аграрот е вистината која што за жал се случува во Република Македонија и се она што зборуваме доаѓа токму од теренот, од незадоволството на земјоделските производители. Вистински есенски амбиент, врнежливо време, температури кои што веќе припаѓаат на есента. Што значи ова за аграрот, за есенската сеидба, дали оваа влага ќе биде добра да се заврши квалитетна есенска сеидба и што вели долгорочната прогноза? Овие денови се изнаслушавме на разноразни прогнози од тоа дека ќе имаме најладната зима во последните не знам колку години, па до тоа дека ќе имаме екстремни врнежи од снег. Меѓутоа, работите со тие долгорочни прогнози не секогаш и се вистинити, бидејќи релевантна прогноза е за 1 до 2 дена. Се друго е предпоставка. Како гледате вие на тоа? Јас искрено ќе ви кажам, многу реално гледам на тоа. Со развојот на технологијата и овие метео прогнози во различни земји се различни. Па сега дојде во Македонија да бидат различни, од различна телевизија до различна. Така да времето е еден фактор кој треба правилно да се обсервира со постоеќите услови, позитивни или негативни, за корисно земјоделско производство. Ние сме свесни дека времето е фактор, сакал или не производителот и обичниот граѓанин мора да се прилагодува. Тоа прилагодување подразбира да ние го пратиме времето и према него се устројуваме. Специфична ќе квалификуваме 25-та година, која фактички уште од зимата немавме зима, знаеме што се случи, подрани вегетацијата за 20-25 дена, па во март месец и април, кога требаше да имаме такви денови како што ги имаме пред неколку дена, од јутра до сутра што велат сонце, ние тогаш имавме минусни температури, а вегетацијата беше покрената. И 25-та година земјоделските производители со тоа рано производство потарување изгубија голем дел од производството. Јас знам колку добри тонови од кајсијата се извезуваше за Словенија. Ова година беше целосно уништена. Од праската, од бадемот, од јаболкото во ресен, од сливата во Беровско. Тука имаме катастрофални штети. Но земјоделскиот производител, јас би рекол слободно, оставен на милост и немилост, бидејќи сепак тука треба да има улога државата да подпомогне во одредени операции, барем да подпомогне
по однос на тоа што го снајде производителот. А факторот беше времето. И ние не случајно во овие наши едукативни емисии одиме прво со времето како фактор и како тоа се одразува врз одгледуваните култури. Вие рековте превршува вегетацијата. Точно е тоа за таа нормална вегетација. Лозарите превршија и веќе размислуваат за наредниот турнус. Но јас ќе ви кажам, бидејќи потекнувам од Струмичкиот регион, пиперката е веќе доста во фаза на чаталење и ние до јануар месец ќе имаме берба на љута пиперка, рана љута пиперка. Сега поминав Јосифово, таму има зелка на некоја така умерена количина, имаат берба на зелка, есенско-зимската зелка. Со сеидбата минатата недела рековме, тој дожд што заврна и амбиентот што го имаме е сосема нормален на длабока есен. Бидејќи тој дожд од недостатоците кои беа во текот на летниот период, при температури 40 степени, а околу 2-3 месеци немавме капка дожд, или имавме некакви дождови од локален карактер. Тоа беше многу малку да го засити. А сега, мене ме посебно радува, кога пред 2 дена метеоролозите, оние хидролози од Охрид, Дојран, од другите езера и акумулациите, рекоа дека Охрид 23 сантима има над просекот веќе врнежи акумулирано од врнежите, од вода од врнежите. Дојран исто така, кој беше скоро метар и пол паднат, сега слушам позитивни работи. И што е најважно, акумулациите кои се тесно поврзани со наводнувањето на целиот тој чин на наводнување во земеделието, акумулациите се веќе на техничкиот минимум. И, што е најважно, долгорочната прогноза прашавте, мене ме храбри, бидејќи кај нас ние имаме врнежи од дожд со еден тих, многу добар карактер. Бидејќи сме сведоци што се случи пред неколку дена во Хрватска, што се случи во Бугарија, во Србија. Тоа беше пустош од врнежите. Да, некои такви појави имавме и во дел од Македонија, Ресен и така натаму, каде што имаше мали поплави. Тоа беше мала поплава. Мала поплава, али од кои причини? Јас и сега ќе го кажам тоа. За изборите, не катни гаражи да градат во селата. Одводната мрежа кај нивите, површините кои стварат храна, треба да бидат секогаш добар прокоп со добро одседување на секој зголемен чин на врнежи од дожд или големени количини на вода, да ги прима и да немаме ние целосно поплавување на плодните површини. Вика, чекам, месец и повеќе нема да се подсуши тоа, да го посадам со културата што планирам. А тоа е разлогот, точно немарноста на тие установи, а тие ги плаќа од буџетот од државата, тие водостопанските организации. Тие треба да имаат секогаш еден чин на обврска, есенскиот, зимскиот дел, сите прокопи кои треба да ја собираат вишокот на вода, да бидат чисти, да бидат ископани. Не може, кај реката, која треба да биде збир на врнежите, она има поголемо ниво, дното на реката има поголемо ниво од површините, од кај што треба да водата собере вода. И таму водата прави пустош, ниште култури и така натаму. Сето тоа е кај нас несредено. И не случајно за аграрот сега збориме маргинализиран, недобро среден и секогаш на една бедна положба каде што младиот земеделски производител гледа занемареноста која прави државата и органите кои треба да функционираат. Јас искрен ќе бидам. Ви имате овде тука Лозарски район, Београд го викат.
Тоа е најдобрата експозиција и инклинација на теренот за винова лоза. Таму властите, еднаш дојде ВМРО, еднаш СДС, еднаш ВМРО, 15-20 години се обеќа на луѓето дека имат вода. Тие немат вода. И знаеш што прават луѓето? Имав контакти со одредени луѓе. Со цистерни носат вода горе и од таму да ја наводнат виновата лоза и имаат фантастични резултати. Дали е тоа начинот? Или треба, како и сите лозари, и тие да имаат тој бенефит да користат вода од мрежата која е составена. Значи, со еден збор, кај нас, не е да се ние сега да го кудиме било кој, но за земјоделието многу малку се размислува. Тоа треба да биде стожер во центарот на вниманието, ако сакаме да бидеме држава која ствара храна, која Европската заедница сама ќе каже да, таква држава треба да влезе во Европската заедница. Зошто? Ствара еколошка храна, ствара квалитетна храна, а ние услови за тоа и имаме пазите сега, од останатите површини кои не се узурпирани од било какви индустријски зони или од било какви објекти, а имаме тип на земја, ние често пати збориме агрономите, од ламба шиша да ставиш вика ќе роди. А таа да ја узурпираш за некој градежен објект, во некоја барака, во некој магазин и така натаму, тоа е греф. Греф за генерациите кои идат. Затоа што блиско е денот кога во светски размери храната ќе биде точно фактор број 1 за обстојба на човечкиот род. Тоа е евидентна работа. За да се произведе квалитетна храна се користат најразлични методи, меѓутоа зеолитите се едни од чија употреба може да даде добри резултати во производството. Имаме прилог на оваа тема, предлагам да го погледнеме. Да. Во овие наши едукативни емисии се трудиме секогаш да вградиме нешто интересно и пред се корисно за земјоделските производители. Тоа го правиме подолго време со презентирање на одредени нови работи, интересни работи кои навистина заслужуваат внимание, а со цел унапредување на земјоделското производство. Зборевме за нови пестициди, нови стимулатори и што ли уште не. Денес, навистина, со задоволство би рекол, со добри проучувања и неколку годишни експериментални огледи, утврдивме дека токму тој прилог ќе најде место во земјоделското производство и пошироко, како еден корисен чин на нештата кои треба да најде во производниот процес, во секојдневието на обстојбата на човечкиот род, место како една суштина која заслужува внимание. Денес ќе кажеме нешто повеќе за зеолитот, како една творба, не толку нова, колку интересна и истражувана веќе со одредени докази на користење на зеолитите во повеќе области во обстојбата на човечкиот род. Ние секако ќе ги спомнеме само областите каде што тој веќе наоѓа голема примена, но посебен акцент, бидејќи оваа едукативна емисија има пред се карактер за земјоделското производство и негово обстојување, ќе кажеме за тоа како, прво што представува зеолитот и како
тој се наоѓа во земјоделското производство како еден навистина, јас би го нарекол слободно Божји дар, бидејќи тоа е точно дар од природата кој човекот треба максимално да го искористи. За зеолитите морам да кажам дека во последно време се повеќе се знае, бидејќи порано се многу малку знаеше, но со последните проучувања се утврди дека тој помага во многу сфери во обстојбата на човечкиот род, а ние, како што рековме, видовме, констатиравме што тој представува за земјоделското производство. И ќе почнеме со еден основен чин на запознавање на зеолитот, иако голем дел од гледачите може би знаат нешто повеќе за зеолитите, дека тој има активна материја клиноптеолит. И многу од земјоделците кои не го имаат користено, професоре, што представува зеолитот? И ние сега во ова наше образложение ќе се трудиме да го уедноставиме ова наше образложение, за да биде сватено, а покасно и прифатено и користено во земјоделското производство како еден корисен чин на нештата, а во прилог на чисто квалитетно еколошко производство и квалитет што ќе биде бара на пазарот. На почетокот да кажеме што представува зеолитот. Тој, морам да ја кажам целосно или потполно, дека е природен нетоксичен материјал. И таа со неговата правилна примена зеолитот не предизвикува никакво негативно делување при неговото применување. Тоа е докажано со бројни стручни, научни, врвни истражувања дека тој представува минерал корисен, племенит материјал кој го има и кој треба да се користи. Што тој суштински представува? Тој е алумосиликатен материјал од вулканско потекло и има кристална решетка која е негативно наелектризирана и функционира како изменувач. Тоа, оние хемичари или геолози многу добро знаат што тоа значи функцијата изменувач. И една од неговите најважни карактеристики е да тој има афинитет да абсорбира некои микотоксични и тешки минерали, како што е арсенот, оловото, живата, кадмиумот и друго, а со тоа тој го стекнува тој епитет на детоксификатор и одличен абсорбер. Тоа е навистина голема работа. Што тоа значи како детоксификатор? Сите тешки метали во почвата, кои штетно делуваат во коренот, се абсорбираат и трансформираат покасно во плодот, сето тоа е штетно по здравието кај луѓето и по производите. А со примената на зеолитот, тој со неговата решетка, тој ги абсорбира, затоа рековме дека е добар абсорбент и детоксификатор, ги абсорбира тешките метали и не ги испушта. Со тоа имаме почва, каде што кореновиот систем
без никакви проблеми, функционира квалитетно и имаме навистина добри односи по однос на абсорбтивниот комплекс на коренот. И освен тој чинер детоксификатор, тој е и јак абсорбер. Сега, друга позитивна карактеристика. Тој може да врзува и позитивни иони, освен претходните негативни иони, кои се многу послабо врзани во решетката и кои кореновиот систем, поголем абсорбтивен комплекс, успева да ги абсорбира тие елементи на име калциум, на име калиум и така натаму, кои имаат и како голема важност во исхрана на кореновиот систем и раст и развој на растението. Ние може да кажеме со примената на зеолитите, нормално со пред тоа добро направена агрохемиска анализа на почвата, утврдување на состојбата во почвата, со примената на зеолитот и агрохемиската анализа се ствара еден фантастично убав структурен дел на почвата, што е многу значајно, при што таа структура ја има она најпотребната pH вредност, благодарение на зеолитите. Значи, pH вредноста 7,2 до 7,3 е секогаш во почва каде што зеолитот е присутен и е прав регулатор на pH вредноста во почвата. И не случајно тој се дава во некои типови почва со високи вредности, тој ги нормализира. Или со ниски, пак ствара еден амбиент за нивно добро примање. Ние мора да кажеме при примената, што е најважниот сегмент за овој прилог, примената на зеолитите во земјоделското производство можеме да кажеме слободно веќе во последните неколку години тоа се интензивира, а ќе се уште повеќе интензивира кога ќе се видат оние вредности по однос на примената на зеолитите во секоја област. Значи, со правилната примена зеолитите даваат врвни резултати, кое нешто е веќе констатирано од многу стручни лица, потврдувајќи што и како се однесува зеолитот во почвата. Значи, со правилна примена во земјоделството, во градинарството, овоштарството, лозарството, рибарството, во сточарството, во живинарството и на крајот медицината, за која нешто ќе кажам повеќе покасно, тој применет почетно во тие области дава воуредно добри резултати. Во земјоделството општо со индустријските култури се применет двократно, бидејќи при неговата примена мораме да знаеме, тој се применува. Една од формите на примена е во почвата, за која зборевме со неговото делување, со својата форма на абсорбер и детоксификатор, и второ, со фолиарно прскање на надземните делови на растението, каде двократно ги зголемува фотосинтетските процеси кај растенијата. И со таквата примена во почвата, каде што коренот се активира и добива
благодарение на зеолитот. Оние творби кои ги има во почвата и кој ги ослободува преку катиони, тоа е една голема предност на зеолитот. Од друга страна, го штити коренот од тие тешки метали кои се зло во почвата, а покасно и за здравието кај луѓето, чим се трансформираат преку растанието, причинуваат штети по здравието кај луѓето. Примената во земјоделието, реков двократна, во почвата, нормално со правење на една агрохемиска анализа да се види состојбата во почвата со другите елементи и тогаш зеолитот се одредува која количина по одредена површина за колку време кај која култура може да даде добри резултати. Значи тука има сепак стручен пристап со запознавање на структурниот дел на почвата, дали е тежок тип почва, дали е лесен тип почва, каде што зеолитот одигрува собствена улога на еден регулатор во почвата, а и во растението при фотосинтетските активности за кои рековме. Значи, имаме во покасните наши емисии, ке дадеме специјално во сите сфери, во градинарството, пластеничкото производство, во овоштарството, во лозарството, рибарството, сточарството, во живинарството, применет веќе има првични фантастични резултати. Тоа го имам во краварска фарма, каде што има се голем проблем со одредени инфективни болести по кравата, со примената на зеолитот во исхраната. За само неколку дена целата фарма беше мирна, немаше нервоза, се големи млечноста, се големи се тој чин за кој се одгледуваат кравите. Истото во свинјарството, истото во живинарството. Се користи скоро во сите тие области, во рибарството се дава со храната и тука имаме фантастични резултати и приноси од рибата и од другите култури. И во најавата ние рековме дека тоа чудо, да кажам, позитивно, тоа е Божји дар кој од почвата со одредена обработка, микронизација и така натаму се пакува и се дава за примена во сите тие области за кои рековме, но сепак со еден стручен пристап при примената. Тоа го зборим од причина што, имаме сознание да зеолитот, ако е почвата богата и добро снабдена, на секој 2, 3, па и 4 години, со правење на анализа, тој може да се раствара, зависи од микронизацијата, од големината на зеолитот, што ќе се аплицира во почвата, тој се раствара постепенно и го ствара оној пријатен амбиент, би рекол по однос на хранливите вредности, пријатен амбиент по однос на pH вредноста на почвата, што е многу значајна за одгледување на секоја култура и кореновиот систем. Таму кај што има зеолит е секогаш богато обсервиран, бидејќи кореновото влакно, единствено оно од таа решетка може да ги ослободи тие хранливи материи, на име калциум, на име калиум и други позитивни елементи кои се итекако интересни. Или
примената на зеолитот во она микронизирана форма за фолијарно прскање. Верувајте дека имаме така чврсти, квалитетни, високи резултати по однос на двократното зголемување на фотосинтетската активност. Тука листот добива една бујност, една чврстина, една здравост, еден јак имунолошки систем, кој нешто, тоа со неколку години веќе го имам констатирано и не случајно зеолитот го даваме како една творба која во земјоделското производство и покрај тоа состојбите се такви какви што се, зеолитот секако треба да се најде како еден основен потенцијал по однос на производство, посебно во градинарските култури, каде што очекуваме добри резултати. Зеолитот што прави? Тој ја одржува со својот абсорптивен комплекс кој го има голем. Тој не дозволува растението, коренот да страда од недостаток на влага. И тука, со тој континуитет на снабденост на влага, коренот има секогаш еден квалитетен осмотски притисок и однос со надземниот дел на растението. И таму кај што е примене тој, имаме еден интензивен чин на активност на кореновиот систем, која активност се манифестира преку брз и квалитетен развој на надземните делови на растението. Со фолијарниот третман, со прскањето, исто така обезбедуваме горе една јачина, каде што секој растителен вид применет зеолитот го дава својот генетски потенцијал по однос на културата која се одгледува. Значи имаме врвен принос, имаме врвен квалитет на производот. А тоа нешто го сака пазарот, посебно европскиот пазар, бидејќи внатре нема токсични творби, а имате квалитет кој го заслужува епитетот да се најде на пазарот. И при крајот ние рековме дека ќе кажеме нешто повеќе за она најновото. Бидејќи во медицината секој кој има можност со користење на компјутер, нека кликне на зеолити, да види во светски размери каде оди науката и сознанието за зеолитите, посебно за нанозеолитите, по однос на нивното применување во медицината. И првистите резултати не да укажуват, него докажуват дека во организмот со еден прав стручен пристап медицински применет зеолитот, тој го чисти од сите токсични творби кои човекот во текот на денот ги добива, дали тоа преку реживотна исхрана, дали тоа преку алкохолот, дали тоа преку нечиститиот воздух, дали тоа преку пушењето и ред други секојдневие кои го мачаат човечкиот род со токсини кои ги прима во текот на денот. А со примена на зеолитот ние имаме веќе еден вистински резултат за здравјето кај луѓето. Но за тоа е надлежна медицината која треба да докаже за квалитетите на зеолитите по однос на обстојбата на човечкиот род. Ние ќе завршиме со следното. Зеолитите се неопходност на кој треба да се придаде значење во користење во земјоделското производство, целосно,
дали е тоа пластеничко производство, дали е тоа лозарство, дали е тоа овоштарство, цвекарство и така натаму, во интерес да секоја одгледувана култура го даде тој свој генетски максимум, а за тоа нешто земјоделскиот производител ги одгледува културите. Затоа нашата препорака е стручен пристап и користење на зеолитите во вашето земјоделско производство, доколку има некои потреби од консултација. Ние сме на располагање без никаква надокнада да дадеме допринос за правилното, навремено и корисно користење на зеолитите. Слушнавме се околу зеолитите, нивната употреба, примена и што може да се добие. Завршно, што ќе кажеме во овој дел? Тој прилог ми лежи на душа, не од друга причина, бидејќи со повеќе годишни испитувања утврдивме, и јас во самиот прилог го имам наречено Божји дар. Тоа не случајно го имам направено, бидејќи се работи за еден минерал кој може многу да помогне воопшто за обстојбата на човечкиот род. Ние го имаме обсервирано во тие 20 минути во земјоделието. Како одредени земјоделски култури, дали е тоа виновата лоза, дали е тоа цвеќето, дали е тоа овошен насад, дали е било која градинарска култура, резултатите се евидентни со неговата функција како детоксификатор и абсорбер. Детоксификатор сето тоа што е на име отровни творби во почвата, кои ги нанесуваме, дали со ѓубрива, дали со било кои иницијативи, тој ги абсорбира. А од друга страна, моќта да како детоксификант ги абсорбира. А од друга страна има абсорптивна моќ да ја држи влагата со хранливите, со позитивните хранливи материи, калциум, калиум, магнезиум и други, кои служат на растенијата во режимот на исхрана. И затоа ние за зеолитите тоа го имаме како почетно. Имаме после таму при крајот на прилогот улогата на нанозеолитите. Веќе во светски размори, јас замолив кој работи со компјутер да кликне на зеолити и да се види во медицината како се поголема примена имаат зеолитите во лечење на најопасните болести, како додаток во некои други творби од медицината, која е сето тоа корисно за човечкиот род. И јас мислам дека за Република Македонија, јас посебно акцент давам пластеничкото производство, каде што има и интензивна апликативна делување на амоњачни ѓубрива, на интензивна исхрана. Кога и зеолитот е унатре во почвата, тој структурно ја подобрува почвата и тие опасни отрови ги лови, фактички детоксифицира ја почвата, да имаме квалитетно произведена пиперка, домата, краставица од градинарското производство. А имавме во тука Кавадарци и Кавадаречко и Неготино примената на зеолитите во лозјето. С големен принос, квалитет од грозд, со шеќерни единици и со сите тие творби кои ги бара квалитетниот производ. А тоа нешто нема причина со користењето на него, бидејќи со анализа на почвата, како што реков во прилогот, ние утврдуваме на колку време тој и која количина треба да се стави. И да имаме на крајот резултати
со кој ќе биде задоволно тоа земјоделско семејство од приносите и резултатите кои ги има добиено. А од друга страна, тој нема да има никакви бојазности по однос на добивање на било каков цертификат дека се работи за чист производ каде што нема резидуи од било какви штетни и тешки метали кои често пати се апсорбираат во плодот и дел од инспекторите наоѓаат во резидуи од одредени сорби во самите производи. Таквото нешто го направаат зеолитите и не случајно тие наоѓаат место и во нашите емисии. Благодарам, професор. Благодарам и вам. Почитувани, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Ви благодарам што бевте со нас, ви посакувам секое добро.